Снегот по улиците по тротоарите, кажете ми, колку стол се потроши овој ден и кои улици се земени за приоритетни за чистење денеска? Еве, почитувани представници на медиуми, прва ја користам приликата преко медиумите да се обратам до граѓаните на Куманово, да честитам 2016 година, среќна нова 2016 година, успех, здравие, економска благосостојба, посакувам сретни божични празници, бидејќи се сопаѓаат на неколку дена. Куманово исто така ги чествува и овој празник, значи на Бандик имаме исто така прослава. Ги повикувам сите граѓани да ни се приклучат во сите овие прослави на градот. И користам приликата, значи да се обратам до нив и да честитам со честитки, меѓутоа првите денови на новата година не дочекала со снег, како во стилот на премиерот, снегот нас не изненада, бевме подготвени, бидејќи така, две години сме организирани, имаме паушални ангажирани фирми, кои се спремни со адекватна количина на сол и ризла и адекватен број на соларки, на друга механизација, така да уште во вчерашните часови се излезени на терен, фрлени негде околу 35 тона сол и ризла на патните правци и на локалните патишта. Мислам дека во моментот работа 4 соларки. Друга механизација не е употребена, бидејќи дебелината на снежната покривка не е многу голема. И тоа се очекува дека наредните денови ќе има и ледена киша, така да треба да бидеме спремни за фрлање на овие солна маса и течности од натриев хлорид, кои на некој начин ја штитат подлогата до определено избрзување. Меѓутоа, еве, преку вашите медиуми користам прилика да ги предупредам граѓаните, мимо тоа што локалната самоуправа ќе преземе се во однос на зимско држување, предпазнија можда е основни услов за да се намали број на сообраќајните незгоди, бидејќи знаеме дека во овој период имаме голем број на сообраќајки, а и движењето на попешачките патики исто така треба да биде предпазливо, бидејќи голем број на скршеници баш во овој период. Се надевам дека оваа година ќе имаме малку помалку и ќе бидеме многу посреќни во 2016 година. Кои фирми се задолжени за зимското одржување годинава? Ние најавивме уште во ноември, тоа се катинки, ова Копроект. Они минатата година, оваа година се задолжени за теково одржување, бидејќи имат најадекватна опрема и по таа спецификација они се најкомпетентни на таа постапка. Мислам дека минатата година, кога имаме и поголеми падавини, се справија добро. Очекувам оваа година да бидат на ниво на професионалната задача. Така. Дали имаме чистење само на централни, во централното градско подруčje улици или се чисти во населените места? Не, значи, ние сме поделени од источна и западна зона, негде 100-190 км патна инфраструктура, значи и природните локални патишта од приградските и селските селени, значи поделени се по прво по реони, а потоа и локалните патишта, така да приоритет е централното градско јадро, пристап до економските капацитети, индустријските, стопанските капацитети, бидејќи денес се наврши тековното работење на стопанските субјекти, а во тек на ден се оди и на чистување на природните патишта, зависно од капацитетот на механизација, која до сега се положени за задоволуваат капацитета.